сакале овој пат да ве запознаеме со делата на Михајло Апостолски. Тоа се 6 тома избрани дела што ги издаде наша книга од Скопје. За причините да се зафати со ова голема и значајна и одговорна работа, ќе го замолиме да ни каже авторот на овие дела, академикот Михајло Апостолски. Повелете. Тешко ја доживува судбината на мојот поробен и потлачен народ. Но не само тоа, се негираше неговото постоење, а неговото културно богатство го присвојува тие што го беа поробили. Народот со шепот тихо говореше за херојските борби на македонскиот народ и народностите, но тие херојства, тие жртви или не се спомнува, или се присвојува од буржуазијата на балканските држави. Ова беше основниот мотив што ме гонеше уште во рана младост да се зафатам со барањето зрна за историската вистина на нашиот народ. Не само, но само извојуваната национална и социјална слобода, сите тие што ја проучаваа историјата на некој начин уште пред војната, може ја сега да ја изразат гласно и да ја напишат. Во сите мои објавени трудови, па и во овие 6 тома, избор од моето творештво, се трудев, опишувајќи ги настаните те трновиот пат на македонскиот народ и народности, да истакнам дека македонскиот народ и народностите веднаш после Првата светска војна јасно согледаа дека само со корените промена на старото општество и исклучиво во заедница со југословенските народи и работничка класа нивна можат да извојуваат национална и социјална слобода. Во 6 тома од моето творештво, како и во сите други објавени трудови, ја истакнувам улогата на Комунистичка партија на Југославија и на Македонија, улогата и местото на другарот Јосип Броз Тито. Подлекувам дека македонскиот народ, имајќи голема доверба во Комунистичка партија на Југославија, ги прифати стратегиските концепции на партијата за оружено востание, ги прифати целите на востанието и револуцијата што партијата ги поставуваше во текот на востанието. И во овие мои 6 тома е изнесен само еден дел од тешката макотрпна борба на македонскиот народ и народности против поробувачите. Во нив може да се согледа дел од херојските борби против бугарските, германските и италијанските окупатори, како и против нивните соработници, посебно четниците и балистите. При тоа, не треба никого да зачудува, то најповеќе се говори за оружените борби против бугарските окупатори, бидејќи тие го беа окупирале поголемиот дел на Македонија. Во оваа прилика морам да истакнам дека бугарските окупатори беа посурови и поупорити отколку нивните господари германските окупатори. Поради што и борбите против бугарските окупатори беа извонредно жестоки и тешки. Заедничките борби на сите народи и народи на Југославија за создавање на нова равноправна заедница на сите народи и народности е од примарно значење за националната и социјална слобода за развитокот на македонскиот народ. При подготвувањето на овој избор од моето творештво, бидејќи некои од нив беа објавени првите години по војната, кога освен личните белешки, архивските материјали не беа ниту собрани, ниту средени, бев присилен во ова прилика сите трудови да ги одново преработам со оглед на документацијата која постепено се откриваше. Сосема е разбирливо дека со натамошното откривање на архивската документација ќе бара натамошно надополнување, но тоа го оставам за новите генерации историчари. Како што реков, сите трудови се преработени и надополнети, но најголема преработка и надополнување е извршено во пролетната офанзива. Книга 3. Таа книга, објавена уште во 1946 година, беше пишувана исклучиво врз база на личните белешки и во неа беа опишани настаните само во Поморавието и во Источна Македонија. Меѓутоа, во овој труд е направена на целосна
опфатена целосно пролетната офанзива која се развиваше на целата територија на Македонија и Поморавието врз база на досега открината документација. Покрај на дополнувањето врз база на новата документација и нова историска литература, приложени са нови фотографии, позначајни документи некои и изработени са нови скици. Би сакал да истакнам дека првиот том представува кус преглед на развитокот на НОП и револуција. Вториот, третиот и четвртиот том февруарски поход, пролетна офанзива и завршните операции за ослободување на Македонија са офанзиви во основа организирани преземани по иницијатива на раководството на НОВ и на Македонија, на Централниот комитет на Македонија и главниот штаб и штабовете на зоните. Тоа са офанзиви, епопеи во кои реши целиот македонски народ е вклучен во борбата против окупаторот. Петиот и шестиот том са одделни статии во кои се изнесени тие материјали кои не са могли да бидат објавени во првите 4 тома и некои теоретски гледања. На крајот би сакал да истакнам дека во овие трудови не е опфанат проблемот на соработката со балканските народи. Меѓутоа, таа соработка е била во текот на војната доста снажна, но поради немање на време и се уште недоволна документација, иако сам неколку пати истапувал на таа тема на меѓународни собири, оставам да посебно го вработам како 7 том на овие трудови. Благодарам. Бидејќи овие дела, што може да се заклучи и од нивната содржина, зафаќаат широк обем на интересирање, затоа замоливме неколкумина истакнати научно-воени и политички работници да се осврнат подетелно на известни периоди од содржината на делата на академикот Апостолски. За таа цел го замоливме доктор Владо Стругар од Белград за свое мислење, но како тој беше спречен да дојде на ова наше снимање, дел од неговата рецензија ќе ви прочита спикерот Ацо Джепаровски. Апостолски лично постигна и на татковината и подари што е најголемо, што е за спомен непроодно. Ја предводеше народната војска во ослободителната војна, го заснавуваше во мир, потоа научното изучување на истото војување, поставувајќи со својот пионерски удел цел темел на изучување на таа пресвртница, со која повекови робување е здобиена слободата. Како научник и писател, Апостолски секогаш ослободителното војување во Македонија го наблюдува и цени како дел од војната и револуцијата на народите и народностите на Југославија. Во војната, како борец и командант, еднакво и во мирот, е градител на братството и единството, во кое гледа релациите во надалекусежно дружељубие кое го замислува комунистичкиот интернационализам. Во манифестот на главниот штаб, на чие излагање и објаснување дава мощно видно место во книгата, е прогласено веќе со борба утврденото начело и определување на македонскиот народ, здружено со сите народи и народности од Југославија, да се извојува своето собствено социјално и национално ослободување и да се уреди нова заедница на братство и равноправност. Апостолски цени дека целиот овој потфат февруарскиот поход на ослободителните единици направи пресвртница, бидејќи со него иницијативата целосно мина во рацете на Народно-ослободителната војска, а окупаторот одсега беше принуден да ги брани поважните населени места, воените објекти и комуникациите. Покрај досега споменатите елементи кои што се обработени во делата на академикот Апостолски, зафатени се во нив и проблемите и обработени овие моменти за делувањето на Комунистичката партија на Југославија, Комунистичката партија на Македонија и масовно политичките организации во текот на народно-ослободителната борба и револуцијата. Ке го замолиме другарот доктор Орде Ивановски да ни каже во кој обем и како се представени овие важни моменти од народно-ослободителната борба и револуцијата во делата на академикот Апостолски. Повелете. Академикот Михајло Апостолски во своите трудови мощне пластично и афирмирано ја проследува практичната акциона ангажирана активност на Комунистичката партија
и масовните општествено-политичките организации во решавањето историските задачи од највозвишениот решителен чин на нашата револуција. Во неговите дела партијата, начело со Јосип Брз Тито, се истакнува не само како авангарда на работничката класа, односно на социјалистичката револуција, туку и како предводник на македонското ослободително движење, односно на македонската национална револуција. Тука најафирмативно се посочени практичните резултати на остварената симбиоза на сите револуционерни сили начело со партијата во заедничкиот револуционерен и антифашистички фронт. Посебно истакнато место му е даден и на револуционерниот интернационализам на Комунистичката партија на Југославија, пројавен во помагањето на ослободителните движења во соседните земји и антихитлеровската коалиција, како и во револуционерното марксистичко разрешување на националното прашање. Академикот Апостолски, како современик и актер на најважните настани во нашата револуција, проследувајќи ја тактиката и стратегијата на Комунистичката партија на Југославија во сите аспекти на водењето на народната револуција, посебно го проследува растежот и развојот на Комунистичката партија на Македонија и на незината раководна улога во создавањето на народната власт и на масовните општествено-политички организации, какви што беа антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија, Народно-ослободителниот фронт, антифашистичкиот фронт на жените и Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија НОМС. Во делата на академикот Михајло Апостолски посебно внимание му е посветена на раководната улога на Јосип Броз Тито како водач и стратег на југословенската и македонската револуција, чија улога останува како една еминентна историска величина, трајно вградена во историјата на македонскиот народ и на народностите, како нејзин нераскинлив овековечен дел. Ви благодарам, другар Ивановски. И во таа смисла ќе го замолиме генералот Пецо Пепелјуговски да ни каже што значат искуствата од воените операции од периодот на народно-ослободителната борба, опишани во делата на академикот Апостолски, воопшто и во системот на општонародната одбрана кај нас денес. Повелете. Искуствата од нашата народно-ослободителна борба и револуција, особено од војните операции на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, представуваат значаен придонес во збогатувањето на војно-историската наука со нови сознанија и содржини, кои искуства имаат мощно големо значење како за нашата наука и доктрина, така и за војно-историската наука воопшто. Во повојениот период од разни научни институции и поединци објавени се многобројни научни студии од тематиката од народно-ослободителната борба, а неодамна излега од печат и делата во 6 тома на генералот академик Михајло Апостолски. Во делата на академикот Апостолски, врз научна и војно-стручна основа, обработени се најважните и најзначајните борби и операции водени од првите партизански одреди и од Народно-ослободителната војска и партизански одреди на Македонија во одделни временски периоди во развојот на Народно-ослободителната борба, што исто така представуваат нов прилог и придонес во збогатувањето на војната наука со нови сознанија и оперативно-тактички искуства создадени во специфичните услови на македонскиот простор. Во делата на академикот Апостолски од посебно значење за изучавање се организацијско-формацијските и оперативно-тактичките искуства од војните единици и операции обработени во том 2, 3 и 4, особено офанзивните дејства на нашите единици во Егејскиот дел на Македонија, зимата 1943-44 година, операциите на нашите единици во февруарскиот поход, борбените дејства на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија во западниот дел на Македонија
повардарието и операциите на нашите сили во Источна Македонија зимата и пролета 1944 година. Посебно внимание заслужуваат борбите и операциите на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, обработени во том 4, завршните операции за ослободување на Македонија 1944 година. Изучувајќи ги искуствата од борбите и операциите на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, обработени во делата на академикот Апостолски, ги избогатуваме нашите сознанија и искуства со основните организацијско-формацијски, оперативно-тактички и други решенија за одделни војни структури, борби, операции, замисли, планови за употреба и дејство на единиците, како и со организацијата и начинот на раководење и командувањето со борбените действија во тогашните војно-политички услови во Македонија. С оглед дека концепцијата за општенародна одбрана се темели врз стекнатите искуства од народно-ослободителната борба и револуцијата и представува нејзин континуитет, обработените искуства од борбите и операциите на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија и друго, создавани во специфични услови, представуваат значаен придонес како во концепирањето, така и во реализацијата на концепцијата за општенародна одбрана во нашата земја, а особено во нашата република. Избраните дела на Апостолски, со оглед на тематиката што ја опфаќаат, представуваат значајна литература во изучувањето на народно-ослободителната борба и револуција во нашата земја. Од тука сметам дека делата треба да бидат изучувани не само од војни кадри и кадри кои работат по општенародната одбрана, туку и од останатите како чинители на одбраната. Со своите научни студии од областа на народно-ослободителната борба, а особено трудовите од војната тематика, академикот Апостолски спаѓа меѓу најплодните војни писатели во нашата земја, кои со своите дела ја збогатува војната наука со нови сознанија и содржини. Ви благодарам. Другарот Шукри Рамо ќе го замолиме да се осврне на тоа како се обработува прашањето за учеството на народностите во народно-ослободителната борба и револуцијата. Повелете. Тешко е да се направи одделен посебен осврт на темата за која би зборувал. НОБ и револуцијата на сите југословенски народи и народности, на македонскиот народ, заедно со народностите, турците, албанците и другите, е една единствена целина, врзана со сите нити на исти задачи и цели. Борба против окупаторот, борба против непријателите за слобода, равноправност, социјализам, начело со Комунистичката партија на Југославија и другарот Тито. Во првиот том е преглед на НОБ и револуцијата во Македонија. Тука са партизанските одреди, бригади и други формации. Во нив се вклучени од првиот ден борци и турци, и албанци и други, од сите краишта на Македонија. Во овој том и другите 5 се дават студиозни прегледи. Научни, теоретски, практични, за целото време на фронтовската и позаинска борба на македонските борци, со албанците, со турците, навсекаде братски, самопрегодно, решително, до конечна победа над фашизмот и слугите на фашизмот. Во сите делови на Македонија, заедничката борба со народностите, етничките групи и припадниците на другите народи и народности во Југославија уроди со плод за тоа што беше антифашистичка, ослободителна, класна, праведна, со конечна цел слобода, социјализам, прогрес, интернационализам, коегзистенција, мир. Јас за време на НОБ бев во Брегалничка, Источна Македонија. Тамошните прилики ми се познати поотблиску. Надополнити сега и со делата на другарот Апостолски. Се што е пишувано во делата на другарот Апостолски и за мене се еднастан од посебен вид. Во Брегалничка област на македонците и турците се бореа заедно, рамо до рамо, против окупаторите и домашните слуги. Со овосите и гордост се приклучувам на другарот Апостолски, командант на вооружните сили на НОБ и ПОМ во Македонија,
генерал и академик, кој вели: турското население во Источна Македонија и другите места храбро се бореше со македонскиот народ против сите непријатели. Сите беа уз ноп, со ноп и во ноп. И нема ниту еден пример на припадник на турската народност да е казнет или осудуван за соработка со окупаторот. Би додали тоа да во буржуашка Југославија, кралска, посебно за време на окупацијата фаштичка, албанците, турците, евреите, циганите, ромите беа народности од втор степен граѓани. Благодарение на народно-освободителната борба и револуцијата на југословенските народи и народности, предводена од Комунистичката партија на Југославија и другарот Тито, сите овие и други, сите народи и народности на Југославија станаа наполно равноправни граѓани на нашата земја, на нашата самоуправна социјалистичка Југославија. Ви благодарам. За културно-просветната активност во текот на народно-ослободителната борба и во кој обим оваа тема е застапена во делата на академикот Апостолски, ја замоливме да ни каже другарката Галена Куцуловска, виши стручен соработник на Историскиот музеј на Македонија. Повелете. Презентирајќи ја појавата и дејноста на првите партизански одреди во Македонија, авторот се осврнува на почетоците на културно-просветната работа во одредите, во прво време изразени преку песната, воглавном револуционерната песна, па се до формирањето на регуларните воени единици, бригади, а покасно дивизии и корпуси, каде културно-просветната активност добива поголеми димензии и квалитет. Од оделенијата за Агипроп во бригадите, кои се носители на културно-просветната активност, преку драмските, музичките, рецитаторските и други групи, организираат богат културно-забавен живот, како за борците, така и за широките народни маси на подрачјето каде ги одвиваат своите воени действија. Партизанската цена, односно содржината на програмите кои беа проникнати со духот на борба за победа и ја носеа пораката на таа револуција, сушност тоа беше една идеална врска која се создаваше меѓу народот и борците и која овозможи масовен прилив на нови борци во партизанските единици. Посебно авторот се осврнува на појавата на Централната културно-просветна група, што го носеше името на истакнатиот револуционер Коста Рацин во состав на главниот штаб, формирана во летото 1944 година, во чиј состав се навоѓа извесен број на драмски, ликовни уметници и други културно-просветни работници, создавајќи од таа група еден мал професионален ансамбл, кој по ослободувањето на нашата земја послужи како јадро за формирање на одделни културно-просветни институции. Обработувајќи ја создавањето на слободната територија во Македонија, посебно слободната територија во Западна Македонија, каде се одвиваше живот со сите елементи на една слободна држава, авторот посебно се осврнува на богатата културно-просветна дејност на подрачјето на Западна Македонија, која се одвиваше преку многобројните драмски, музички, фолклорни и други групи, формирани од народно-ослободителните одбори со помош на главниот штаб и на воедините единици кои во ова време се навоѓаа на теренот на Западна Македонија.
Авторот посебно се осврнува на појавата и работата на првите училишта на македонски јазик, кои беа формирани во голем број на села на подрачјето на Дебарца и Кичевско. Заради нивната непречена работа, при главниот штаб заради нивната непречена работа при главниот штаб беше поставен и референт по просвета. Културно-просветните манифестации во НОП како состав на вооруженото востание на македонскиот народ, на нив авторот се осврнува како на активност што внесоа мощен значаен придонес во натамошното изградување, натамошниот развој на македонската национална култура и јазик, кои послужија како солидна база за натамошен нивни подем. Го замоливме доктор Растислав Терзиовски да не запознае со тоа како е обработен окупаторскиот систем во 6 тома од ова издание. Повелете. Германската, бугарската и италијанската окупација беа условите во кои се одвиваше борбата на нашиот народ и народностите за нивното конечно национално и социјално ослободување. Затоа секогаш кога авторот, академикот Михајло Апостолски говори за условите во кои се водеше народно-ослободителната војна и револуцијата во Македонија, всушност најчесто говори за проблемите врзани со окупацијата во Македонија. Првата, втората, третата, четвртата и шестата книга, односно сите со исклучение на петата, врзани се исклучиво со проблематика свртена кон Втората светска војна во Македонија. Према тоа, во сите овие книги, во сите нив и проблемот на окупацијата е обработуван напоредо со најосновен проблем народно-ослободителната војна и револуцијата во Македонија. Така, например, во своите анализи на окупаторскиот систем, доста опфатно и документирано го зафаќа проблемот на априлската војна. Потоа условите за отпочнувањето на војната, текот на војната, краткиот тек на војната, капитулацијата на Кралството Југославија, потоа проблемите врзани со поделбата на Југославија и последната поделба на Македонија извршена 1941 година, со кое поголемиот дел од Македонија беше доделен како подарок на фашистичка Бугарија за незиниот сојуз со Германија и западниот дел на Македонија даден на Италија. Во своите дела Михајло Апостолски повеќе или помалку обработуваат и многу други проблеми врзани со окупаторскиот систем. Така, го обработуваат проблемот на формирањето на националните комитети, односно оние комитети кои што послужија како експозитура на германскиот окупатор и другите окупатори во Македонија при организирање на власта, односно при извршија припреми за организирањето на окупаторската власт, бугарска и италијанска понатаму. Понатаму, речиси во сите дела, во овие избрани дела на Михајло Апостолски, се обработуваат проблемите врзани со организирање на власт, административната, војната и полициска власт во Македонија, бугарската фашистичка власт и во западниот дел на Македонија италијанската фашистичка власт. Посебно авторот се задржува на облиците и средствата на окупаторов во спроведување на денационализацијата и анексијата во Македонија. Денационализаторската дејност на окупаторските културно-просветни институции, дејноста на црквата и фашистичките организации во Македонија. Исто така, во својате анализи на окупаторскиот систем, авторот се задржува на теророт што окупаторот го спроведуваше во Македонија, во целиот ток на окупацијата, економското ограбување, човешките жртви и материјалните штети причинети во текот на окупацијата и така натаму. Може слободно да се каже дека збирот на сето она што во делата на академикот Михајло Апостолски се однесува на проблемите на окупацијата во Македонија, суштост значи една доста целосна представа, би рекол, кратка историја на окупаторскиот систем во Македонија.
Поради тој факт сметам дека во сите понатамошни изучувања нова проблематика, што нашата историска наука веќе ги зацртала во своите перспективни програми, ќе биде апсолутно нужно да базира, и добро е што ќе може да базира, на еден ваков фундамент содржан во делата на академикот Михајло Апостолски. Другарот Панде Ташковски е одговорен уредник на библиотеката Нашето револуционерно минато, а вие сте другар Ташковски и уредник на оваа едиција на избраните дела на академикот Апостолски. Кои беа мотивите за покренување и издавање на овие дела? Најнапред би сакал да го подлечам фактот, кој верувам на јавноста е веќе извесен, дека ник наша книга од Скопје во своите издавачки програми осмислено и во континуитет му придавала истакнато место на издавањето теми од историското минато на македонскиот народ и народностите, а особено од НОБ и револуцијата. И тоа преку разновидни научни, публицистички и уметнички жанрови, со цел тие објективно и со марксистички пристап и единокласни патриотски пораки да се одбележуваат, продлабочуваат и пренесуваат на идните генерации. До сега се издадени бројни и разновидни наслови што имаат огромно значење, како за нашата историографска научна мисла, така и за нашето културно и уметничко творештво и наследство. Во склопот на овој контекст дојде и до покренувањето на иницијативата за издавање изборот научно-публицистичкиот и војно-политички опус на академикот Михајло Апостолски. Разновидноста, обемот, научната и војно-политичката и историската вредност и значење на овој опус беа основа и појдовна мисла за оправданост од издавањето на овој избор во 6 томови. Некои трудови од Апостолски беа издавани непосредно по ослободувањето, а некои и потоа, кои служеа како соодветна научна и друга литература, како за запознавањето и обработувањето на НОБ и револуција од историографските институции, така и во наставата. Но тие беа сосема исцрпени. Потребата од нивното преиздавање стана сосема актуелна. Запознавајќи се со писаниот опус на академикот Апостолски, почнувајќи од книгата Ослободителната војна во Македонија, во која сублимирано се обработуваат историските и војно-политичките аспекти на НОВ и револуцијата во Македонија, потоа и со книгите Февруарскиот поход, Пролетната офанзива во Македонија, Завршните операции за ослободувањето на Македонија, во која аналитички се обработени скоро сите борби и операции и на крајот со двете книги под наслов Студии и статии, со материјали од настапувањето на авторот на разни и бројни светски домашни научни симпозиуми, се оцени дека овој труд со својата целовитост ќе представува специфичен вид историја на НОВ во Македонија и на вооруженото востание на македонскиот народ и на Народно-ослободителната војска во НОВ и револуцијата од 1941-1945 година, предводени од КПЈ и КПМ. Се разбира, се имаше предвид и авторитетот на изворниот податок, со кој располагаше авторот, обезбедуван во голема мера непосредно во текот на НОВ, кога тој беше командант на главниот штаб на НОВ и ПОМ. А ова се надополнуваше и со авторовите војностручни познавања, што на целата граѓа му обезбедуваше неопходен, војностручен, историски и општествен авторитет. Во бројните мотиви за издавањето на овој значаен избор се бројуваше, покрај исцрпеноста на порано веќе издадените трудови, и потребата од ново поцелосно преиздавање со цел на оние идни млади генерации што ќе се занимаваат со натамошното изучување на НОВ, да им се помогне со нужни и изворни податоци. Меѓутоа, еден од поважните мотиви и цели за издавањето на трудовите на академикот Михајло Апостолски беше неопходно и актуелно да се придонесе за трајното овековечување и негување на револуционарните традиции и единокласните мотиви и карактер на нови револуцијата, братството и единството, равноправноста, борбениот и општо југословенскиот патриотизам, со цел тие секогаш да бидат присутни во нашиот живот и се помасовно и поцелосно да се продлабочуваат и прошируваат во сите средини,
а особено кај младината. Мислам дека во оваа насока изборот од академикот Апостолски ќе го дава својот виден придонес. Верувам дека трудовите и документите објавени во овој избор ќе покренуваат и бројни иницијативи кај многу творци за значајни дела, а особено од областа на историографијата, културата и уметничкото творештво. Покрај веќе напред реченото, објавувањето на изборот во 6 томови од Апостолски, како научен, војноисториски и политички труд, секогаш ќе служи и како аргументиран одговор на сите оние што ќе се обидуваат да ја негираат, минимизираат и подценуваат нашата спремност и нашата решеност и нашето масовно учество во борбата за собственото ослободување од сите окупатори, или пак нашиот огромен придонес во борбата за поразот на фашизмот во текот на Втората светска војна. А ние сме сведоци дека вакви обиди неретко се среќаваат. Па дури и во оваа јубилејна година, кога се прославува победата над фашизмот. Особено од известни средини во Народна република Бугарија, кои најмалку имаат право на тоа. Покрај другото и поради тоа што бугарската фашистичка окупаторска војска и полиција и нивните злосторства низ Југославија беа особено големи и направија големи зла на југословенските народи, како што реков, посебно на македонскиот народ. На крајот би сакал да го спомнам и тоа дека издавачот наша книга, овој крупен издавачки потват го покрена и по повод јубилејното одбележување на 30 годишнината од првото заседание на АСНОМ и 35 годишнината од научно-публицистичката дејност на авторот, со цел и по овој начин да го даде својот придонес во збогатувањето на нашата плодна историска научна мисла, особено од периодот на славната нов и револуцијата 1941-1945 година. Ви благодарам вам, како и на сите учесници во емисијата кои дадоа еден поширок преглед на делата на академикот Михајло Апостолски. И ова би сакале, драги гледачи, да биде повод за ваше поблиско запознавање со овие дела, чии вредности се несомнено значајни и големи.